Детскиот фестивал Поточиња за прв пат на македонската сцена се појавува во 2004 година. Оваа година го најавува своето 22 издание на 12 и 13 април во Македонската филхармонија. Ово утро сме заедно со Оливер Пап и Мартин Јордановски и ќе слушнеме повеќе детали во однос на најпознатиот и најомилениот детски фестивал Поточиња на сите. На двајцата ќе ви посакам добро утро и овој разговор ќе го започнам со вас, господине Оливер. На самиот почеток ќе прашам што да очекувам оваа година од детскиот фестивал. Добро утро на гледачите на утринската програма на Телма. Оваа година по 22 пат ќе се одржи детскиот фестивал Поточиња. Може да очекува 17 нови композиции, многу изненадувања, многу забава и секако на 12 и 13 април со представи од 11, 13 и 19 часот во двата дена. Сите оние дечиња кои што сакаат да се забавуваат и да ги слушнат новите песни кои што се надеваме дека веднаш после фестивалот и ќе прераснат во нови детски хитови, да дојдат да уживаат и заедно со нашите поточиња кои што неуморно 7 месеци се подготвуваат да се забавуваат. Оваа година фестивалот ќе биде од хуманитарен карактер, така да дел од средствата кои што ќе бидат собрани преку продадените влезници за фестивалот, на крајот ние како фестивал ќе ги донираме и ќе се вклучиме во една хумана мисија, затоа што сметаме дека во овој момент и тоа е доста потребно. Напоминавте ние што да очекуваме како публика, но лично вие што очекувате од овогодинешното издание? Ние очекуваме најпрво сите деца кои што ќе дојдат да го следат фестивалот како публика и исто така децата кои што учествуваат, првенствено многу да се забавуваат, да им биде доста интересно. Подготвивме интересни песни, интересни содржини, интересно сценарио. Се трудиме нешто да е поразлично, меѓутоа да го задржиме континуитетот на фестивалскиот концепт кој што го градиме и кој што го негуваме 22 години. И сметам дека оваа година може би малку е неблагодарно, но може би го имаме еден од најдобрите изданија на фестивалот и затоа ќе видиме публиката ќе оцени, ќе пресуди и ние очекуваме да биде навистина еден супер викенд во знакот на Поточиња, каде што на крајот преку детската песна детските лица ќе бидат насмејани. 22 издание, што значи оваа бројка за вас? Па за нас оваа бројка значи една голема обврска пред се, бидејќи 22 години Поточиња се одржува без престан во континуитет. Секоја година ги реализираме нашите изданија, секоја година продуцираме 15 до 18 нови детски песни и голем дел од нив веќе се дел од наставната програма во воспитно-образовниот процес, во училиштата, во градинките, на детските забави, по родендени, по игротеки, гледаност на YouTube и на останатите дигитални платформи. И за нас представува одговорност да продолжиме да работиме со истиот квалитет и со истиот ентузијазам и со истата љубов, затоа што сметаме дека децата и македонската детска музичка сцена заслужува еден ваков фестивал кој што секоја пролет ги радува дечињата и носи нешто ново во македонската музичка ризница. Ето тукму и тоа сакав да ве прашам, велите дека секогаш ги радува дечињата. Од колку значење е тукму денеска, во денешно време да постои еден ваков детски фестивал за најмалите? Според нас сметам дека е од големо значење, можеби многу поголемо отколку изминатите децении, бидејќи живееме во малку потурбулентни, побрзи, подинамични времиња, каде што особено со дигитализацијата децата освен што имаат доста предности да научат нешто ново, сепак се и доста изложени на влијанија кои што ниту општеството, ниту родителите не можат докрај доволно да ги заштитат. Ги обработуваме редовно детските теми, се трудиме децата да не ги израснеме пред време, односно се трудиме да децата останат што е можно подолго во детството, кој што сите ние возрастните знаеме дека е најубавиот период од животот. Меѓутоа секогаш се трудиме песните и текстовите на самите песни композиции да имаат едукативен карактер и секогаш децата нешто да научат ново што е дел од воспитно-образовниот процес или што може да им помогне во нивниот понатамошен развој. Секогаш се трудиме да промовираме позитивни вредности, пееме за сказните, за приказните, екологија, толеранција, другарство, љубов помеѓу децата и секако најголем акцент ставаме на едукативниот карактер кој што сметаме и се покажа изминативе 22 години дека е вистинската формула која што и пред 20 на години и сега
носи резултати и на вистина ги интересира децата и ги радува. Благодарам за сите овие информации што имавме можност да истакнеме важноста на овој детски фестивал. Благодарам. Ќе преминам на господинот Мартин и веднаш ќе прашам какво е чувството да се биде дел од детскиот фестивал Поточиња. Прво да ги поздравам гледачите на телевизија Телма, после едно вакво елоквентно излагање, што јас да кажам. Чувството е навистина прекрасно, чувството е фантастично и чувството е нешто кое што на некој начин под наводници метафорично ме одржува во живот. Мене оваа година со Поточиња ми е јубилејна, 10-та година, бидејќи соработката ни е започната 2016 година и веќе сме, можам да кажам, како една фамилија. Јас така ги сметам нив, а исто и тие ме сметаат мене за фамилија. Едноставно е неописиво, затоа што таа исполнетост внатрешна после секој концерт, фестивал, настап или што и да е навистина убава и кога ќе си дојдеш дома, душичката ти е исполнета и ти е мирна и можеш мирно да спиеш затоа што знаеш дека тимската работа е одлично завршена, како што кажа и Оливер, насмевките на децата, радоста, возбудата која што ги држи долги денови, да не речам месеци после фестивалот и го чекаат наредниот фестивал е еден доказ за квалитетот на тоа што се сработува. Напоминавте дека соработката се случи во 2016 година. Како се случи таа соработка? Како се роди таа љубов помеѓу вас и ПАП продукција? Се случи, предпоставувам, не случајно, затоа што не верувам во случајности во животот. Дали некој ме препорачал мене, дали самите ме побарале, тоа може Оливер да каже, затоа што тоа е прашање за него искрено, ама како и да е, дали едното, дали е другото е на мое огромно задоволство и чест ми е. Затоа што да си 10 години континуирано, барем за мене зборувам, да си дел од Поточиња, од тој детски фестивал кој што е сигурно број еден во оваа наша држава Македонија е незаменливо и благодарам. Благодарам на продукција ПАП. Навистина верувам дека е огромна чест да се биде дел од овој детски фестивал, но со какви предизвици се соочувате, односно колку е и дали е тешко да се задржи вниманието на самите дечиња, да се анимираат истите? Па тоа е дел од мојата работа, од мојата професија. Да кажам дека е лесно, не е лесно сигурно, затоа што прво 22 години да постои фестивалот не е малку, а второ мора да се задржи квалитетот. Во најмала рака да се задржи на исто ниво, а нормално секогаш се стремиме да одиме кон нешто подобро и да одиме напред. Така да не е лесно, ама за мене па и не е некако посебно тешко, затоа што веќе децата ме знаат, ми го препознаваат и гласот. Кога сум надвор од маската, вака ќе ме погледнат, им треба 2-3 секунди, ама ете го Поки од Поточиња и тоа е тоа. Така да веќе имаме воспоставено некој однос, некоја комуникација, како што јас чекам со нетрпение да ги видам и да ги сретнам, така и тие чекаат да го видат Поки, да го гушнат, да се сликаат, да му мафнат, Поки да им мафне и тоа е тоа. Малите работи, малите убавини прават нешто големо. Пред самиот крај ќе прашам и што очекувате вие од овогодишното издание? Јас лично очекувам, прво со нетрпение чекам да дојде моментот, затоа што за мене е тоа еден вид на забава, кога можеш да ја споиш работата со задоволството, односно кога работата ти е задоволство, ништо не представува тежина. Очекувам добра забава и нормално очекувам, што е веќе докажано изминатите години, да има милионски прегледи на YouTube и на останати канали. Нормално, не на сите, но на неколку песнички апсолутно да. Затоа што не постои фестивал до сега Поточиња кој што не произвел барем неколку хитови. Ви благодарам на двајцата за сите овие информации. Се надевам дека во иднина ќе зборуваме и за идни изданија на детскиот фестивал. Сигурно, ви благодариме и вам. Благодарам многу. Се надевам дека уживавте во овој разговор и сите информации за детскиот фестивал Поточиња, дека беа добродојдени за вас. А ние се разбира се гледаме повторно во новото издание на утренска на Телма со нова актуелна интересна тема на лице место.